Тоа беше Војо Стојановски и како што реков на почетокот на нашата радиопрограма, денес ќе зборувам за Бугарската православна црква, која била расколничка, шизматичка, неканонски призната од Севселенската црква и доделена од турците во тоа време, 1870 година, со ферманот на султанот. А од друга страна, во неделата се одржуваше во Мелник и пред гробот на Јане Сандански комеморација по повод 123 годишнината од убиството на Јане Сандански, и бугарите ги напаѓаа нашите, отидоа да го спречат сето тоа, па делеа лифлети и некои рекламни подароци, не знам што беа таму, но сепак се одржа тој настан, се оддаде почит на македонскиот цар, пиринскиот цар Јане Сандански. Јас испратив поздравна телеграма од нас, почитувани слушатели, од сите нас македонците, од овде, од Мелбурн и Австралија. Ние со години ги помагаме браќата. Беше прочитано тоа таму дека сме со нив, ги поддржуваме и ќе ги поддржуваме и во иднина. Почитувани слушатели, историјата на Бугарската православна црква во поновата епоха е историја на еден континуиран канонски прекрашок, кој започнува со нејзиното формирање како политички инструмент на една империја, а завршува со нејзиното присилно дисциплинирање од страна на Вселенската патриаршија. За да ја разбереме денешната позиција на Софија кон македонското црковно прашање, мораме со историска хирургија да го децидираме периодот од 1870 година до 1945 година, кога дојде Ѓорги Димитров на власт, кој е исполнет со изолација, шизма и на крајот со потпишување на документ кој представува територијална капитулација на бугарските црковни претензии кон Македонија. За ферманот неколку зборови. Бугарската екзархија е родена на 28 февруари 1870 година, не преку благослов на мајката црква, туку преку султански ферман. Ова е клучен факт што многумина го забораваат. Една христијанска црква го црпи својот легитимитет од муслиманскиот владетел султанот Абдул Азис, за да заземе територии на кои веќе постои канонска юрисдикција. Овој чин, почитувани слушатели, беше насочен кон создавањето на држава во држава и искористувањето на црквата како пропаганден инструмент, како што знаете, за создавање на бугарски национален простор во етничка Македонија. Вселенската патриаршија во Цариград реагираше веднаш и најостро на соборот во 1872 година. Бугарските ерарси беа прогласени за шизматици, за расколници. Внимавајте, 1872 беа, значи, прогласени за расколници, а нивната идеологија беше дефинирана со терминот етнофилетизам. Инаку, ова е ерес според која нацијата се става над каноните и верата. Бугарската црква стана првата црква во историјата осудена за национализам. Со тоа, таа цели 73 години, се до 1945 се најде во тотална канонска изолација. Таа беше одсечена од телото на православието, без право на сослужување и без признавање од ниту една автокефална црква во светот. Во текот на овие 7 децении, Бугарската православна црква обстојуваше преку постојани канонски манипулации. Иако официјално беа во шизма, расколништво, тие одржуваа неофицијални контакти со Руската православна црква, која преку панславистичката дипломатија, зашто ќе зборувам и за таа панславистичка дефиниција, ги користеше бугарите како антипод на грчкото влијание на Балканот. Сепак,
Дури ни Руската црква не се осмели да ја признае и да сослужува со бугарската екзархија потполно или пак канонски. Бугарските студенти по теологија во Русија сослужуваа како поединци, но како институција екзархијата беше мртва. Уште понижувачки беше фактот што бугарската црква немаше право сама да вари свето миро, клучниот елемент за светите тајни. Тие го добиваа мирото на црно или како милостиња од српската и романската православна црква. Што самото по себе е доказ за нивниот нецелосен канонски статус. Додека денес Софија ја оспорува автентичноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана I, тие забораваат дека речиси еден век биле црковна парија, чии тајни не беа признати од никого. И сега доаѓаме до најважниот момент, 22 февруари 1945 година, под директен притисок на Јосип Сталин, кој сакаше да ги обедини православните народи под советска сфера, Вселенската патриаршија беше принудена да ја повлече шизмата во 45 година. Но анализата на томосот кој го доби Бугарската православна црква покажува дека Цариград ја искористи можноста за да ги подстриже бугарските крилја, да не летаат многу. Еве дел од тоа. Ранг на екзархијата. Бугарија бараше патриаршија, но томосот ја призна само како автокефална екзархија, не автономна, автокефална. Цариград децидно го негираше нивниот континуитет со средновековните патриаршии. За Вселенската патриаршија, БПЦ е ново чедо, родено во 1945 година, а не наследник на Преслав или Трново, како што тие кажуваат. Ова е нокаутот за бугарските претензии кон Македонија. Томосот изрично вели дека јурисдикцијата на БПЦ се ограничува исклучиво само во границите на бугарската држава. Со подпишувањето на овој документ, бугарските владици де јуре и де факто подпишаа дека Македонија, Вардарска и Егејска за нив е туѓа канонска територија. Секое нивно денешно мешање во македонските црковни работи е директно прекрашување на томосот со кој тие воопшто се вратиле во православието. Тука, почитувани слушатели, доаѓаме до клучната паралела со нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана I. Кога МПЦО го доби томосот во 2022 година, таа го доби како Охридска архиепископија со признавање на нејзиниот историски континуитет и со канонско решение кое го почитува нејзиниот внатрешен суверенитет. Бугарската црква во 45 година беше принудена да подпише капитулација. Тие мораа да признаат дека расколништвото од 1870 година била нивна грешка и мораа писмено да се обврзат дека никогаш повеќе нема да претендираат на територии надвор од Бугарија. И да заклучиме дека бугарската црква, сопствената историја е расколничка. Нивниот денешен напад врз МПЦО е само обид да се сокрие фактот дека тие до 1945 година беа канонски нелегитимна црква. Да одиме уште понатаму, затоа што не е крајот 1945 година, почитувани слушатели. Со еден од најдрските канонски акти во поновата историја на православието, едностраното и присилно возобновување на патриаршискиот ранг во 1953 година на Бугарската православна црква. Овој чин, извршен под директен притисок на комунистичкиот режим, ја втурна Бугарската православна црква во нова фаза на канонски вакуум и изолација, која траеше се до 1961 година, оставајќи трајни последици врз меѓународниот легитимитет на оваа Бугарска православна црква. На 10. мај
Запомнете, 1953 година во Софија се одржа третиот црковно-народен собор, на кој Бугарската црква ја прогласи својата патриаршија, а за прв патриарх беше избран пловдивскиот митрополит Кирил. Јас како историчар и како водител на оваа програма морам да подвечам дека овој настан не беше плод на канонска зрелост или договор со мајката црква во Цариград. Напротив, тоа беше политички проект на владата на Велко Червенков, која сакаше да го искористи црковниот престиж за зацврстување на националниот суверенитет во рамките на социјалистичкиот блок на Советскиот сојуз. Вселенската патриаршија реагираше најостро на овој чин. Патриархот Атина Гора во официјално известување до сите автокефални цркви во светот изјави дека прогласувањето на Бугарската патриаршија е неканоничен, расколнички и произволен акт, кој ги крши претходните договори од 1945 година. Цариград одби да го признае Кирил за патриарх, третирајќи го и понатаму само како митрополит на една екзархија. Со ова Бугарската православна црква влезе во состојба која во канонското право се нарекува неправилно општање, почитувани слушатели, што де факто представува нова мини шизма или расколништво. Додека Москва под диктат на Сталин веднаш го призна новиот ранг, целиот грчки православен свет или севселенските православен свет останаа во литургиски прекин со Софија цели 8 години. Овој период е круцијалниот или најважниот доказ за тезата, за нашата теза. Бугарската патриаршија во овој период беше институција само на хартија. Цариградската патриаршија одбиваше да го внесе името на бугарскиот патриарх во диптисите и светите цркви, што е највисокиот чин на негирање на една автокефална единица. Канонската изолација беше значаен се православен собир, а нивното ракополагање и свети тајни беа под знак прашалник во очите на Вселенскиот трон во Цариград. Дури во 1061 година, почитувани слушатели, па и вие кои ме следите на социјалните мрежи, кога Софија беше принудена на нови отстапки и признавање на супериорноста на Цариград, Вселенската патриаршија со посебно писмо од 27 јули го призна патриаршарскиот статус на Бугарската православна црква. Но историската вистина е непобедлива. Цариград ја призна оваа патриаршија како нова, а не како возобновена средновековна институција. Со ова уште еднаш беше побиена бугарската лага за 1000 годишен непрекинат континуитет црковен. За светот на православието БПЦ е институција која својот целосен легитимитет го добила дури во втората половина на 20 век. Кога денес официјална Софија и нејзините синодски представници се обидуваат да го оспорат томосот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана Прима, тие всушност проектираат и лажат со сопствените историски трауми кои ги поминаа. За разлика од бугарското едностранно и насилно прогласување во 53 година, Македонската православна црква одлучи во 1958 година да биде автономна. Понатаму, битката за името Охридска, најголемиот страф на Софија произлегува од фактот што МПЦО е признаена како наследничка на Охридската архиепископија. Тоа е многу важно, почитувани слушатели. Софија знае дека со томосот од 1945 година со кој тие едвај ја избришаа шизмата, тие писмено подпишаа дека нивната власт завршува кај Кюстендил. Секој обид денес да го присвојат Охрид е директно кршење на сопствениот томос од 45 година. Можеме да заклучиме на крајот, да кажеме, почитувани слушатели, дека Бугарската православна црква нема
ниту морален, ниту канонски авторитет да ја поучува Македонската православна црква. Нивниот пат до автокефалноста беше поплочен со расколништво од 1872 прво до 1945, со неканонски самопрогласување 1953 и со постојано учење од политичките центри на моќ. Тие во 45-та година се спасија од изолацијата само затоа што потпишаа дека Македонија е туѓа земја. Ние, македонците, денес стоиме на цврстата канонска основа. Охридската архиепископија е реалност која е признаена од сите православни цркви во светот. Нашата победа е во вистината, а Бугарската православна црква независноста ја доби дури 1961 година. Толку, почитувани слушатели, околу Бугарската црква и нејзиното канонско право, дека и она што зборуваат бугарите денес, дека имале 1000 години црква, ништо нема ако не беше султанот да им додели црква и Русија да им ја додели вештачката Сан Стефанска Бугарија, и ако не беа полтрони и во секој историски период го вртат задникот од кај што дува ветерот, прават историски договори, те со едните, те со другите. Еве само ќе ја посочам Втората светска војна, почетокот. Направија договор со Германија, а одма потоа 1944 година се направија договор со Русија. Им објавија војна на Британија на Америка, а потоа во 1944